Некои со право го нарекуваат златно оружје. Светската индустрија, посебно автомобилската, е во голема зависност од ретките метали. А нив ги има најмногу во Кина, чии пак производители на возила се соочуваат со безброј бариери да ги продаваат низ странство. Затоа кинезите решија да го дисциплинираат светот и да им покажат на сите дека сепак зависат од нив. И навистина, најновата одлука што доаѓа од таму ќе ги погоди сите. Извозот на ретките метали и технологиите поврзани со нив се заострува. Според новите правила, за овие стратешки репроматеријали ќе мора да набават посебни извозни дозволи, додека пак делењето на технологиите за рударење, преработка, производство на магнети и рециклирање ќе биде забрането без изричито одобрение. Со други зборови, Кина цврсто го затвора пристапот кон своите ресурси, исто како и што и другите им прават на нивните извозници на електрични возила. Ретките метали или ретките земи, како што уште се нарекуваат, се клучни за модерните технологии. Тие се потребни за јадрото на силните перманентни магнети во електромоторите, кои се користат кај повеќето современи електрични автомобили. Се применуваат уште и во телефоните, оптиката, ласерите, чиповите, медицинската опрема и на многу други места. Кина одамна држи доминантна позиција во синџирот на светското производство на ретките метали, 60% доаѓаат од тамошните рудници, а дури 90% се преработуваат кај нив.